Добро утро за сите кои во овој момент сте на Канал 5 телевизија и Здраво Македонија. Ова утро решивме да излеземе на терен и да направиме една анкета. Постојано ги слушаме вашите мисла, вашиот глас на телефонските линии, но ова утро на улица Македонија вие ќе ни одговорите на прашањето што вие би направиле доколку сте градоначалник на Скопје. Да го слушнеме вашиот глас и вашето мислење токму на ова прашање. Што прво би направиле доколку вие бидете градоначалник на Скопје? Веројатно би се погрижила за уличните куќиња да бидат во помал број и за јавниот превоз дефинитивно. Тешко прашање. Би го исчистила сметот пред се, а понатаму ми возложила повеќе можности за младите. Па да се очисти ѓубрето, да има светла на пешешките премини појаки и автобусиве да се решат. Што прво би промениле ако сте градоначалник на Скопје? Јас што прво би променил? Ако вие сте градоначалник. Би вовел градско Wi-Fi. Би направила катни гаражи за паркирање, да се растерети малце, паркинзиви да се растеретат. Па тешко прашање. Многу тешко, многу работа. Едно нешто. Па пред се депонијава, што е моментално најактуелна. Прво да се собере ѓубрето. Второ, сообраќајниот хаос некако да се реши. Трето, сите инфраструктурни проблеми што ги имаме. Улиците да се прошират, премалечки се за волку голем број на коли. Има многу работи. Прво би го ичистил ова ѓубреше. Ова на главен град не личи. Не личи. Земете ја државата од Белорусија, например, како нај. Па во Стамбул сум бил или Истанбул. Па таму не можеш да видиш вакво нешто. Ништо нема. Чисто народ исто. Народот и така и вака. Друго Вардар, бродот таму запален. Што е тоа? И многу други работи би смениле. Па ја би био среќен да е прав началник кој може да нам гура едностепено, да знамо да имамо прав човек кој да нас чува, брани, заштита наша Северна Македонија. Затим што наши луѓе се веќе прешли на пуно нервоза со децама, со обителска фамилија, кои не знаат више што би направиле. Дали да учат школото децата, дали да гледа со нашите општини, да се знаат сека општина началник, да се реди во секоја продуќе, да се смират народот, да има свој, сите бараме со плати, ама таа плата да заработиш треба да биде честен, поштен, искрен. Дали ме разумете? И децата се весели, сретни заради својото школо, кои имат од каде да преживеат. А вака, нашиот живот е загорчено више. Немаме оно вие као едно што давам да збор на ова наша телевизија, кој ќе ме гледат луѓето, им пожелувам се да веруват у Господ. А не само да го уста зборуват, а у душа не. Треба да се од срце се молиме. Драго ми е што нашата Македонија Северна е градила ова Мајка Тереза во центар, да имаме една убава црква, да ја посетиме сите граѓани, да се имаме доверба еден со друг, да се поштуваме. Па да се чисте подобро образование, да ова ѓубрево да се носи ностоп, не овака да се собират глупци по континери. Здраво, што вие прво би направиле ако вие сте градоначалник на Скопје? Па најверојатно некои подобри промени во градот, некои позитивни идеи, да речеме, од луѓето околу мене, и така во таа смисла. Ау, не знаеме крајот да им го фатиме и редот. Никогаш не. Никогаш не би сакале, а доколку ви биде дадена можност вие да сте градоначалник? Не, фала. Во оваа држава овде наша, добро ни е вака. Пуно нешто. Споделете. Ама нема што се, углавно све иде на, како да кажем, наопако. Кад погледаш све Скопје, како се седат задњо ови шишиња пластични, тоа е завршно. Не се замислувам како градоначалник сега во моментот. Се што е приоритет за граѓани.